Добро вечер, почитувани гледачи. Добре дојдовте во уште едно издание на емисијата Прашалник на ТВМ телевизија. Оваа емисија ја посветуваме на животната средина, проблемите и предизвиците од областа на екологијата. Мои и ваши гости се Глигор Ќато од граѓанската иницијатива Доста е, господјата Вера Рауник, раководител на Оделението за управување со отпад и депонии, и господинот Трајче Талевски од граѓанската иницијатива Охрид СОС. Добро вечер на тројцата, првенствено ви благодарам што ја прифативте нашата покана да дебатираме заедно, да бидете дел од емисијата Прашалник. Нашиот вечерашен разговор ќе започнеме со она што е најактуелно деновиве, а тоа е палењето на трската во Струшко. Ќато, кажете ни, дали нешто превзедовте, што се случува на Струшкото крајбрежје? Прво да ви се заблагодарам за поканата, за вечерешнава емисија. Граѓанската иницијатива Доста е неформална организација на граѓани. Нашите активности во главно се базира на ентузијазмот на граѓаните. Како таква, ние најостро го осудивме чинот на палење на трските. По таквиот чин бевме на екопатрола, ги посетивме местата каде што беше запалена трската, се утврдија штетите од наша страна и после така утврдената фактичка состојба поднесовме барање, писмено барање до претседателот на владата на Република Македонија за остварување на средба заедно со ресорните министерства, тоест Министерството за животна средина и Министерството за внатрешни работи, со предложен од наша страна дневен ред на расправа. Значи сте ги информирале сите институции? Во главно се известени сите институции и преку медиуми и од наша страна. Така. Единствено што во овој момент недостасува е соодветна реакција од страна на истите. Така. Господи Рауник, кажете ни, што ќе кажете вие за пустошењето на трската? Овој пат не е во Охридско, е во Струшко, но сепак сме имале примери кај нас да се случуваат вакви работи. Колку е важна трската за биодиверзитетот на Охридското езеро? Трската е важна од многу аспекти. Најпрвин таа представува храна, живеалиште за голем број на живи видови, како птици, риби, водоземци. Од друга страна го штити езерото од штетното влијание го штити брегот од штетното влијание на езерото, придонесува за збогатување на езерската вода со кислород и од тие причини е многу важна за животот на поготово во литоралниот дел на езерото. Така. Талевски, како Охрид СОС и вие реагиравте бурно, многу пати имавте и Facebook реакции, и до медиумите испративте реакции за ова што се случува сега во Струга. Кој е вашиот став? Ние испеѓа некако како да сме урегено време за плачење. Се што се случува, одма ни доставуваат и слики, фотографии. Ви информираат, да. Не информираат. Ние сме сепак една организација која постои 4-5 години. Се обединивме на почетокот околу блатото, меѓутоа во поглед на моменталната состојба со трската, ова што го рече и господинот од граѓанската иницијатива Доста е, рече си истото го направивме ние. Може би разликата е во тоа што ние доставиме барање до инспекторот, до државниот инспектор за животна средина, кој што е лоциран во Охрид. Неговиот одговор беше дека не е во негова надлежност ради тоа што немало изгорено трска во езеро. Го демантиравме, му вративме втор допис дека не е во право, дека има трска која што е горена во езеро, има трска која што е горена и на не само на приватен имот. Одговорот него беше дека тоа е приватен имот и луѓето си го средуваат имотот, што не е точно. И за жал, мислам, не знам како така функционира кај нас таа јавна администрација, не преупатува на Министерството за транспорт и врски, не преупатува на Министерството и Инспекторатот за градежништво, као да се тие некаде во некоја друга држава. Значи, сето е тоа, додека инспекторските служби или јавната администрација или кој да е не свата дека еден проблем е заеднички за сите, тоа вака ќе функционираме како што функционираме досега. Иначе состојбата во Струга е навистина алармантна, пред се ради она што го рече и господин Рауник дека
трската не е само трска во вода. Трската е трска и трската на копно. И тоа се испреплетени односи помеѓу она кој што живее или кој што вирее во вода и она кој што е во крајбрежниот дел. Тоа е дел од некој си екосистем во кој што исто така има растителни животински видови. Само како една илустрација за тоа, значи некаде 70-тите години бројот на птици на Охридско езеро беше некаде околу 70.000. Последниот цензус, некаде 2010 година, бројот на птици е намален за, да не речам, катастрофално, меѓутоа некаде околу 10 до 15.000 бројноста на птиците. Што значи дека сето тоа она што се случува со трската, како живеалиште, што го рече господин Раоник, е всушност уништувањето на трската доведува влијае врз бројот на птиците. Така да тоа се многу поврзани. Трската како живеалиште е многу важна за целиот овој екосистем. Така тука ви. Да. Ако смеам да додадам. Слободно. Значи ставот на инспекторатот има сличен став имаше и општина Струга, дека всушност тука се работи за расчистување на приватен имот, земјоделско земјиште и дека нема палење на трски, што во најмала рака е апсурдно. Јас сум по професија иначе адвокат и ги проверив тие работи, значи согласно Законот за земјоделско земјиште. Поточно член 46 од законот. Значи сопствениците на земјоделското земјиште се обврзани да го заштитат земјиштето од спалување. Согласно истиот член од законот се забранува спалување на стрништа, посеви и спалување на оган блиску до таквите стрништа и посеви. Значи оправдувањето на еден начин на државниот инспекторат, на државниот инспектор и на општината со вакво оправдување во најмала рака апсурдно, бидејќи самото спалување на таквите посеви, на таквите стрништа е забрането и предвидени се глоби за таа работа. Да. Секој својата вина ја отфрлува и ја пренесува во дворот на соседите. Ете, со години наназад слушаме палење, трска, уништување и така натака. Кој е виновникот? Еве, денес имавме информација дека во полиција биле поднесени 2 пријави, но никогаш не знаеме дали некој е лоциран, дали некој поднесол некаква кривична одговорност. Имате ли кето некаква информација во тој поглед? Имало ли кривична одговорност за оние кои што уништуваат, а потоа на тоа место си градат, си... И од наша страна се поднесени кривични пријави, не само за сегашните случувања, туку и порано. За жал, никој пат не видовме конкретна завршница на ваквите кривични пријави со објаснување од страна на јавното обвинителство дека не може да биде утврден виновникот, односно оној кој што го сторил кривичното дело. Иначе, искуството во минатото не научило дека спалувањето на трската во крајбрежниот појас се случува особено и исклучиво заради урбанизација на таквите места. Јас би можел само да се повикам на надлежните, а надлежните во конкретниот случај се Државниот инспекторат за животна средина, Државниот инспекторат за земјоделство во конкретниот случај, затоа што се работи за земјоделско земјиште, надлежните општини, Министерството за внатрешни работи и на крај јавното обвинителство. Значи, ако овие институции си ја вршат својата работа, несомнено е дека ќе биде утврден и виновникот и таквиот сторител на кривично дело ќе биде соодветно казнен. Така. Господи Раоник, дали до вас, кога еве се палеше, бидејќи вие сте од општина Охрид, кога се палеше трската во Подмолје и во овој регион, да речам, кај нас, имаше ли до вас пријави? Што преземавте вие? Имате ли некаква надлежност тука како сектор за животна средина? Ние како сектор за животна средина немаме надлежност во однос на тоа и кај нас никој не се обрати. Немаше ни пријави. Немаше ни пријави. Но ние како локална самоуправа, знаејќи го значењето на трската, изработивме заедно со господинот Талевски тука присутен еден проект за регистрација на појасот на трската како основа за понатамошно следење на состојбите во Охридското езеро, а со цел за определување на стратегија за нејзината заштита. Овој проект, може и господинот Талевски да појасни, служи како основа за некои наредни по конкретни
предлози и мерки мерки за заштита на трската, зашто треба да сме свесни дека во однос на трската, дел од трската расте во езерото и незиниот надворешен дел може да изгори и таа да пушти после нови стебла. Но во однос на другиот жив свет кој живее во трската, несогледливи се последиците и нивното обновување, враќање на во старите живеалишта е многу долготраен процес. Така. Талевски, вие споменавте дека веќе сте реагирале и кажавте што се случило со државниот инспектор за екологија. Кој е виновен во овој случај? Кој треба прв да понесе одговорност кога се пали, кога се уништува трската? Може да рече Ќато, значи прво треба да се најде лицето ЕНН. Тоа што нема тука ЕНН лице, тоа што ДОСС или наши активисти испраќаат фотографии со регистерски броеви на возила кои што работат на тој простор. Без разлика дали е тој собственик, меѓутоа тој изведувач на некакви работи. Некој му наредил него да го прави тоа што го дали затрупување на трска, дали тоа сето доаѓа после уништувањето на трската, значи она што го рекол на почетокот, се пали трската, по известно време се тампонира, па после тоа се креваат зичиња, темелчиња едно друго, или се слушам дека некаде во близина на Калишта, ако не се лажам, се спрема приватен автокамп. Се гори трска на голема површина и се спрема да се прави автокамп кој што државата дала дозвола. За приватен автокамп државата дала дозвола од Министерството за транспорт и врски или под чија надлежност е, тој регион, да речем, таа површина дава, односно екологија дава дозвола. Министерството за екологија дава као да ништо не се случува. Значи во екологијата е еден од Министерството за екологија е едно од најодговорните за се што се случува на почнувајќи од министерот, завршувајќи со преку заменик министер Јани Макрадули, преку државниот секретар Ана Павловска, преку сите тие функционери кои што таму се за жал се менливи. Да. Меѓутоа мене не ми е јасно како оние што се неменливи, кога ќе дојде другата власт одма го менуваат. Неменливи по позиција, меѓутоа менливи по своите мислења и по своите ставови. Така да за жал, молам? Вината е таму. Да, вината е она што мислам дека е премногу е како да речем веќе поминато времето на подигање на јавна свест. Ако ние не сме успеале во овој период од во образование, во култура, во да ја подигнеме јавната свест кај дечињата да внимаваат на животната средина, мислам дека е веќе тоа не го прават деца, тоа го прават возрастни луѓе кои што едноставно им е битен профитот, а не им е битно животната средина. Така. Ако смеам да додадам, значи во контекст на ова што го кажа Талевски и претходно што наведов дека палењето на трската се случува исклучиво заради урбанизација на просторот. Да. Во текот на вчерашниот ден прибавивме еден документ, решение од страна на министерот за животна средина од 2017 година, со кое се дозволува, односно се дозволува планирање, односно изградба на придружно услужен објект за временно сместување баш на локацијата каде што се случува спалувањето на трската. И сега оставам на јавноста да сама да доведе заклучок дали спалувањето на трската е случајно или на некој начин испланирано. Да, самија начинавме темата урбанизација со самото палење на трската. Често пати слушаме токму од вас, најгласни сте вие, граѓанските иницијативи, колку е тоа непожелно и колку не треба да се бетонизира, особено брегот на Охридското езеро. Во Струшко сега е уште поалармантно затоа што најавена е издавање под концесија на тоа цело 20 и некој, не сум точно сигурна, чинам беа 27-8 локации каде што ќе се градат плажи. Тоа не значи плажи, тоа значи огромни бетонски зданија од ресторани и така натака. Реагиравте ли на тоа, Ќато, што превземате тука? Колку што сум информиран, точна ви е информацијата од страна на општинската администрација, односно градоначалникот и советниците, се обиде да се протурка еден ваков план за
урбанизација на баш на овој дел каде што е спалуваана трската, значи патниот правец Струга Калишта. Цело крајбрежје. За издавање на плажи под концесија. Добро, колку што сум информиран дека е интервенирано од страна на надлежните и ваквиот план на општината е стопиран, да речам, паузиран, статус кво. Значи не владата дека ќе ги одземе ингеренциите, но не ги има одземено. И ова се турка. Да. И затоа, мислам, овој факт што го кажавте е многу битен. Многу е битно владата сега да го спроведе тој закон со кој што ќе ги одземе ингеренциите на општините и со тоа би се заштитило Охридското крајбрежје од урбанизација. Дополнително, значи во Република Македонија имаме прописи кои што одлично ги регулираат овие работи. Проблемот кај нас е примената на ваквите прописи. Сите знаеме дека е забрането градење во должина од 50 метри од крајбрежниот појас. Тоа е заштитен крајбрежен појас. Тука не сме да се градат градби од траен карактер. Таму е дозволено поставување на урбана опрема. Сега кај нас од досегашното искуство се воведе едно широко толкување на терминот урбана опрема и пред урбана опрема влегоа и шанкови, и градби од траен карактер кои што сега е многу тешко да се... И платформи натре, не само што не се гради тука, туку натре се влегува. Тоа е малце... Точно. Алармантно. Талески во претходниот прилог ја што го правив за ТВМ, токму ваша изјава употребивме една во која што велите владата треба да им ги одземе ингеренциите на општините и треба да се спречи ова урбанизација, особено вдолж крајбрежјето. Не само на Охридско езеро, владата ќе го презема ингеренции врз бреговата линија, треба да презема и да управува со плажите на сите езера, на сите езера. И тоа што ајде да речем, нас ни е подраго Охридското езеро, е побитно за наука, побитно за туризам, меѓутоа и Дојран и Преспас исто така бисери, да речем, наши. Така да издвојувањето само на охридските плажи или одземањето на управувањето од страна на општината на крајбрежјето треба да им се одземе и на Ресен, треба да им се одземе и на Дојран. А тоа се прави баш ради вакви да не употребам злоупотреби. Поблак збор е од тоа што сака да го употребам јас. Ради тоа што, еве конкретно за Струга. Значи, најверојатно луѓето не знаат конфигурацијата на теренот. Кога ги меревме, кога го работевме проектов за трска со општина Охрид, значи целиот дел некаде околу може би 70% од трската се наоѓа на Струшкото крајбрежје и дел на Охридското поголем, значи од Подмолје од Костозглобна па се до Сатеска. Тоа се поголемите појаси, нешто имаме кај Љубаниште еден поголем и Светинаун поголем појас на трска, другата сета трска е на територијата на општина Струга. И тоа трската е таму со должина во езеро од 300 метри. И сега не знам кој тој разумен човек ќе прави таму некако си плажа, објект, која треба да ја пробие, за да стигне до отворена вода, треба да побие 100-200 метри да исечи трска. Кој е тој што ќе му дозволи? Или кој е тој што ќе дозволи да се направи таму некакво мовче? Значи, лошо е што не дека јас работам во научна институција, не дека сум, се сметам за научник себе, не дека сум човек кој што се бави 30 години со Охридско езеро и со животински, со растителен свет. Така. Во сплетна околности мојата сопруга работи во хидробиолошки работи, таа е баш незина специјалност е макрофитската и трската. Значи конфигурацијата на делот во Струга не дозволува такви плажи. Не дозволува всушност развивање на некој таков туризам. Ради тоа што вие треба да исечете некаде, можеби ако на Охридско езеро има 75-6 хектари трска во крајбрежјето. Вие треба таму да исечете 20 хектари, да речеме. И тоа ќе има страшно негативни последици на растителниот и животинскиот свет, во конкретниот случај само на живот. Меѓутоа не само и на растителниот, дори тоа што во тој појас на трска растат и други растителни видови. Само една споредба, Преспа на македонска страна има 920 хектари трска. Тоа го мереме пред 3-4 години со колешката Талевска и со една екипа тоа беше проект преку Грција, Албанија и Македонија.
Значи, цела Преспа, Мала и Голема, Мало и Преспанско езеро имаат некаде околу 2500 хектари, од кои што во Македонија припаѓа 920 хектари, од кои што на езерани, само во тој парк на природа, е се некаде околу 250. Значи, овдека на Охрид, ако му одземеме еден таков битен елемент, околу 10-20% од таа трска која што вире, ако се исече, Охрид мислам дека ќе пропадне. Втора работа што луѓето не ја знаат циркулацијата на водата. Значи водата секогаш во Охридско езеро има циркулација обратно стрелките на пат. Ако се пресече трската на Мазија, како што некои заговараа, пристаништето ќе ни биде, да не речам, полно со смрдлива вода. Тоа што трската е таа што задржува целата таа нечистотија што доаѓа од од Албанија, да речем, тоа што ние секогаш ние комшијата крив. Значи сето на што од Љубаништа наваму застанува по појасите на трска и се тука се задржува. И не ни доаѓа пред град. Ако се направат некои такви ригорозни сечења, целото ѓубриште ќе дојде во пристаниште. Така, значи недозволиво ова што се случува. Да. Господи Раоне, кажете ни колку урбанизацијата влијае на животната средина? Постојано слушавме и од УНЕСКО не ги стопира тие некои поголеми проекти. Кажете ни колку Охрид е загрозен? Па најголем проблем е немањето на урбанистичка планска документација. Согласно препораките на УНЕСКО, општина Охрид од периодот од ноември 2017 до сега нема усвоено ниту еден урбанистички план и сите планови кои се во постапка се доставени на разгледување на Комисијата за управување со природно и културно наследство на Охридскиот регион. Исто така, општина Охрид има покренато постапка за да се намали тој проблем. Има за добивање на финансиски средства во УНЕСКО и во Агенцијата за финансиска поддршка на земјоделието и руралниот развој за изготвување на урбанистичка планска документација за сите рурални места на Охридското во општина Охрид и како и за крајбрежните населени места на Охридското езеро, што во голема мера ќе придонесе за целосна контрола на заштитата на крајбрежниот појас. Така. Ете, велиме, не сме и да има претерана урбанизација, особено на брегот. Имаше најава за изградбена експресен пат до Светина, имаше најава за изградбена скијачки центар. Како да сеусклади тој рамномерен некој туристички развој, бидејќи се стремиме и Охрид и Струга да бидеме туристички центри, развиени, современи, а од друга страна имаме вакви еколошки проблеми. Како да се ускладат тие две, како да се развиваат овие градови? Како имате ли вие вака предлог? Па добро, Македонија е потписник на Рио декларацијата од Рио за животна средина и развој од 1992 година. Оваа декларација го третира токму ова вие што го кажавте. Значи, развојот на една држава мора да оди рамо до рамо со заштита на животната средина. Значи, не можеме да гледаме да се развиваме, за сметка на тоа да оди на штета на здравата животна средина. Значи, ако превземаме мерки за развој на државата, мора да се преземат и соодветни мерки за заштита на животната средина. Нормално, мерки кои што ќе бидат по стандард на Европската унија. Така. Талевски, вие како Охрид СОС бевте токму иницијатори за да се спречат тие големи проекти кои што ги најавуваше минатата влада, а тоа беа скијачкиот центар на Галичица, експресниот пат до Албанија и така натака. Кажете ни, а како, еве, патот е сега, например, во очајна состојба, кој е вашиот предлог? Како да се ускладат и економскиот, туристичкиот развој и заштитата на животната средина? На вако прашање често одговарам. Кога се оди од Будва по Јадранска магистрала, се поминува покрај Свети Стефан, ако не се лажам, и се продолжува надолу покрај Јадранско море, се вози по многу полош пат од колку што е нашиот пат. Значи немаат црногорците, не дека немаат пари. Значи кога влегоа русите со капитал пред 10 на 15 години, може подхитно да направат автопат како што сакаат горе. Меѓутоа не е целта Охрид да се помини. Значи тој пат што се предвидуваше горе, иако се
населението беше излажано дека со тој пат ќе се развива туризам. Не. Тој пат ќе се градеше само за ски центарот, кој што за жал е голема глупост, можам да кажам. Ради тоа што Охридско езеро е еден од најголемите акумулатори на топлина во текот на летниот период, кој што ја испушта во текот на летото. Затоа ние на Галичица немаме, иако е Галичица висока, немаме снег. Ради тоа што Охридското езеро е радиатор кој што зрачи цела зима. И некаде во април, мај веќе немаме снег. Ние ако немаме туристичка сезона, а тоа беше страшно, и едниот и другиот беа страшно негативни проекти по однос на животната средина, патот поминуваше низ заштитени зони, од строго заштитена зона, зона за активно управување и некои други зони кои што едноставно е забрането, со закон е забрането човек да влезе таму без придружба од национален парк, а не пат да се направи. Имаше некакви си обиди со компензации, со чако донесо и нова проектантска куќа за да го протуркаат тој проект, меѓутоа за среќа тој проект прво не поминали тоа што не беше добар и второ тоа што тој проект кошташе околу 50 милиони евра, ако не се лажам, и трето што тој проект завршуваше во ништо. Значи одеше до Љубаниште и тука застануваше. Од таа страна албанците не градат пат. Значи ако градиш пат, треба патот да ти заврши некаде, односно да помини преку граница и да се спои со друг автопат. Така. Албанците напуштија варијантата дека на Светинаум ќе излегува некаква сообраќајница, него сега од Елбасан се креваат горе на планина и после уствари Поградец, патот заминува и се спојува со Грчка. Значи Македонија со тој пат си останува само овој премин на Ќафасан као доста актив. Тој премин кај Светинаум ќе си остане ваков како што е. И ќе беше таков како што е. Значи јасно беше дека тој пат се прави исклучиво за тие предвидени 10.000, 12.000 легла на што ќе се правеа или во регионот на Градиште, Долно Градиште, или во хотелскиот комплекси што требаше за 6.000 легла да се градат Горно Пештани, па имаше гондоли, па имаше ски имаше цел проект, да, тоа беше цел проект, само беше тоа е исто како што едно време се обидуваше да се направи аеродром во вода, да слетуваат големите с краја да слетуваат авионите, хидроаеродром. Да. Или да се прави, да речеме, ски центар на Сува планина. Така. Охрид има многу убави планини. Зашто да не се прави, да речеме, зошто ние сме запнали на Галичица кога имаме Јабланица како добар ски центар или овој центар што е на Плакинска планина, мислам дека и таму има една местна заедница која што веќе почнува на големо да работи со скијачки центар. Така да тоа се проекти кои што беа лошо проектирани, задираа многу во животната средина и тоа беше. А како ќе се стигне? Па не мора на тој пат да се вози повторно имаме автопат до Метропол, мислам дека е автопатско решение и повторно се случуваат сообраќајни несреќи. Значи мора да се води внимателно, да се почитува сообраќајните знаци и едноставно Охрид тој дел е за разгледување. Тој не е за Вашиот предлог е да пример да се реконструира и да се уреди оној постоечки пат. И таква е препораката од денес. Значи сите оние можности каде што има трета лента да се стави, каде што има можност да се прошири. Меѓутоа и некаде мислам дека до Метропол имаме ние трасиран пат горе. До над Метропол е трасиран патот, кој што се градеше за време ЈНА, мислам како стратешки пат го градеше. Така да решението со тој пат може да се најде решение. Така, не сте за изградба на тие проекти кои што се веќе стопирани. Господи Раголник, кажете ни, има ли општината локален акционен еколошки план и кои се приоритетите во него? Општината досега има изработено 2 леапи. Во фаза на изработка е третиот. На тендерска постапка се одбра изработувачот. И локалниот акционен план за животна средина е развоен документ и тој е во важност од 6 години. Со овај документ ќе се идентификуваат сите главни проблеми од аспект на животната средина и самиот ќе предложи одредени систем на мерки и активности за нивно решавање.
И тоа се во 7 групи се поделени активностите, и тоа е заштита на биодиверзитетот, управување со води, управување со отпад, користење на земјиште и планирање, управување со квалитетот на медиумите во животната средина и одржлив развој, управување со културно наследство и туризам и подигање на јавната свест. За ова веќе се формирани и 7 работни групи во кои учествуваат експерти од секоја област, потоа представници на јавните предпријатија и локалната самоуправа, како и представници на невладиниот сектор. Исто така, во самата постапка, како што предвидува и методологијата според која се работи, е предвидено и учество на јавноста во изработката на самиот проект преку анкетни листови. Така. Пред да продолжиме, јас ќе повикам реклами, а потоа да ја погледнеме анкетата која што ние ја направивме. Граѓаните кажуваат што мислат, колку ние се грижиме за животната средина. Клучно е народот, немаат култура. Прво студенти ве гледам фрлет, а не гали обични во народ. Јас сум најголемиот критичар за тоа, зашто сакам вистински, сум живеана и во странство и знам тоа како не смеш пикавец да фрлиш, не камоли нешто друго. Поминав дека кај зграда на кај Монтенегро се изградена друга, ама тоа површината, нешто незамисливо, хаос невиден. Ја би казнувала ново. Во центаров добро е, но на периферија полоша ситуацијата и градежни оперативи треба малку да се смени нешто во тој поглед на обезбедување на објектот, додека се работи. Имате ево примери низ град, овие материјали како ветро ги носи, тоа никој не реагира на тоа. И малку повеќе на ѓубрево. Треба да се обрне внимание. Само кучината, другата комунална хигиена, лека по лека ќе се решава. Најважна работа моментално кучината се. Продолжуваме со нашите прашања. Талевски, докаде е заштитата на студенчешкото блато? Во еден период од некои минати времења се предлагаше тука една урбанизација, изградба на туристичка населба, па повторно еколозите, да речем на иницијатива од еколозите беше стопиран и тој проект. Се најави ревитализација, докаде е тоа? Голема благодарност за тоа што минатата локална самоуправа сакаше нешто да направи, во смислу благодарност, заради тоа што тогаш студенчешко блато ги обедини поголем број на заштитари, да речем така, од Охрид и од Републикава и од тие дебати што настана Охрид СОС. Докаде е? Нека 2012, ако не се лажам, беше направена по барем 2012 беше. 2012 беше направена студија за состојбата на студенчешкото блато, кој што работеше Деконсема, една консултантска куќа. Изработи многу ова студија, можам да кажам. Меѓутоа, настана проблеми околу тоа што, колку големината, не големината, па некој после тоа отиде се прифати со консензус во собрание, значи двете или сите советници гласа за прифатење, ја прифатија таа студија. После излезе некаков си план за туристичка развојна зона, која беа модерни ТРЗ, која беше и Љубаништа 1, 2, 3, па овие хотелски комплекси и некои други региони во Охридско крајбрежје, така мислам дека и Струга се имаше и таму лоцирани туристички развојни зони. Се ветуваше дека има туристички развојни зони. Работата застана ради тоа што тогаш се гледаше колку е блатото, што е блатото, дали сето, дали полојната, дали нешто, значи нема тука дискусија, блато е блато, блато е до онаму дека што ќе го одреди науката. Значи тоа се 67 хектари, ако не се лажам. 63, или 6375, така нешто беше. Ќе ја прошириме сега. И таа студија веќе според некој веќе не е валидна, ради тоа што е поминат оден рок. Значи поминати се веќе 7 години од незиното усвојување. Мислам дека локалната ланската година распиша конкурс за
изработка на нова, избран е изведувачот, односно оно што треба да изработи. Новата студија за студенческо блато, наслов не знам точно како ја беше на тендерот. Во секој случај е избран, меѓутоа се уште не е почнато со реализација, со изведување на работите околу утврдувањето на границите, на моменталните граници на студенческото блато. Значи, таа треба да почне да се реализира и таму треба да се направи, пошто сум учесник во тимот кој што победи, да речем, под знак на наводници на тендерот. Значи, знам што треба да се работи, кој ни е планот. Значи, треба да се направат зона на активно управување, зона на одржливо користење и зона на строга заштита. Значи, онаму кај што не сме никој да влегува, онаму каде што може да се обработуваат нешто да се работи под надзор, нешто каде што сопствениците на земјиште, ако има приватно земјиште, можат да прават некакви активности. Значи, се очекува тоа да се реализира, се надевам, во текот на летниот период, а СОС во соработка со општината на почетокот на минатата година, февруари-март, мислам дека достави еден проект кој што се разбира заслужува и внимание, меѓутоа треба и добро да се осмисли и да се разработи за развој и за туристичка валоризација на Охрид СОС, на студенческо блато. Така да мислам дека се движиме некаде напред. Имаме одредени кочници, тоа што ние како СОС сакаме и Охридско езеро и студенческо блато да ги обединиме и да ги направиме зони, односно да ги ставиме, да ги запишеме као Рамсар подрачје, односно водени екосистеми од исклучително светско значење. Да, како што е Преспа, како што е Дојран. Меѓутоа, искрено да кажам, имаме кочење од они што најмалку треба да кочат, тоа се Националниот Рамсар комитет, кој што најверојатно има некаква си мисли дека има монопол над управувањето со таквите екосистеми. Причината не ја знам. Меѓутоа, имаме доста големи расправи со македонскиот, со Националниот Рамсар комитет. Изготвена е апликацијата изготвена на 80 и нешто страни, нашите активисти ја направија, носам дел од документите. Така да само се чека подпис од Рамсар или одлука на влада, чак можеме и да го прескокнеме Рамсар и таа да ја, мислам, Националниот Рамсар комитет, значи договорено е горе, пратена на корекции, се е направено, само се чека подпис од една персона од Скопје, кој што треба да ни каже дали Охридско езеро и Охридско блато се за да бидат прогласени за Рамсар. Така. Господи Равник, истото прашање за вас во однос на студенческото блато. Го кажа поголемиот дел Талиски, но спомена дека има и приватни собственици. Што со нивните имоти? Што ќе им се дозволи тука? Па, многу зависи во тоа во која зона ќе бидат нивните имоти. Во зоната на строга заштита цела површина се наоѓа во државна собственост, а во зоната на активно управување и зоната на одржливо искористување има дел на приватни имоти. Што би можело тука да им се дозволи ако има дел на тоа приватни имоти? Тоа ќе се каже заедно во студијата, која веќе, како што кажа Талески, се избра изработувачот на новата студија, затоа што Министерството за животна средина и просторно планирање, откако се укина туристичката развојна зона, постапката за негово прогласување за парк на природа продолжи. Само тие имаа забелешка дека старата студија не е изработена според новиот правилник и бара да се изработи нова студија. Во самата студија ќе се даде предлог кои зони со какво ниво на урбанизираност, да речем, би требало ќе добијат. Така. Ќе овде вас би сакала од Струга да ве запрашам колку е комуницирате со секторот за животна средина во Струга? Имате ли добра комуникација? Правите ли некои заеднички проекти за подобрување на состојбата во Струга? Па, комуникацијата со секторот за животна средина, поточно со инспекторот за животна средина во општина Струга, е за жал на многу ниско ниво. Колку што сум јас информиран, на ниво на цела општина Струга има само еден инспектор за животна средина. И моје мислење е дека самиот тој како еден не може да постигне со проблемите
кои што општината ги има во поглед на заштита на животната средина. И од тука би сакал да упатам еден апел до надлежните сериозно да го разгледаат ова прашање, да доколку е потребно на инспекторите за животна средина да им се доделат повеќе ресурси, да се назначат повеќе инспектори за животна средина на ниво на општини, како би имали поголем надзор, се со цел заштита на животната средина. Ке повторам, на многу ниско ниво е комуникацијата со секторот. Ете, гледаме на убава комуникација, Да. гледате тие заедно дори и проекти работат, тоа е вистина убав еден пример. За жал, За не секој е така. случај за поздрав. Ние барем како иницијатива немаме некоја комуникација, имавме комуникација за време на спалувањето на дивата струшка депонија. Но во главно одговорот од нивна страна е дека толку се капацитетите и дека не може ништо повеќе да се направи. Да се направи од тоа. Така. Ај вака да прашам, за кои се најзагрозените, да речем, локалитети на крајбрежието и кои се најголемите закани по биодиверзитетот? Ајде, Татарски, прв вие повторно. Јас можам само да ги дополнам, тоа што јас имам многу голем список на Добро, ајде накусо, вака, кои се главните, кои се најопасните оние кои што му се закани, кои што му се закануваат на крајбрежието, на Охрид, на Струга, на езерото? Па најголеми закани во моментов се издивањето на колекторскиот систем. Знаеме дека колекторот не работи. Кој сака нека каже дека работи, колекторот не работи, не функционира доста долго време. Значи немаме пречистување на вода, може тоа всушност не е пречистителна станица или пречистителен објект, него е само транспортер на комунални отпадни води или на фекални води, кој што ги носи до Струга, ако ги носи, ако не се испуштат или во Даљан, во реката Даљан, Коселска река. Да. Друга е црна точка е Грашница, друга црна точка се сите испусти и оние што реков нешто влегуваат. Антропогенниот притисок, изградбата на преголемата урбанизација, тоа што според некои податоци, ако не се лажам, 160.000 беше максималниот капацитет. Мислам дека чак и преувеличувам бројката, мислам дека кога беше нов колекторот, така се предвидуваше, така беше изградена всушност пречистителната станица во Враништа. Вито дотаму не стигнуваат кој знае колку вода, тоа што целата вода протекува, истекува или кај подмолје, или се пушта во Коселска река, или избија од шахтите од пештани наваму тие што се во вода. Така да тоа се еден голем Пезарото имало моќ, се прочистувало без разлика на тоа дали колекторот бил добар, во каква кондиција бил, така велат надлежните кои ќе ги прашаме. Велат има езерото силна прочистителна моќ, тука немаме процесот проблем. на самопречистување најпоќе се базира на разредувањето. Значи ако тоа е реката се само пречистува на местото, тоа што ќе дојде чиста вода, понам кој што е загадено ќе се разложи загадувањето и ќе се намали, на тој начин ќе се намали. Иначе самопречистување со помош на биолошки компоненти и бактерии, но тоа е долг процес, тоа не е од денес за утре. Не е тоа од денес за утре така едноставно како што се мисли. Многу има, многу проблеми и црни точки за биодиверзитетот, и ова што вика уништување на трска. Навистина многу кога би почнале од Светинаум до Радожда, можда би набројале 10-20 црни точки. Еве да речеме, една црна точка за мене се Светинаумските извори, тоа што таму се прави како да речем. Значи, Светинаумските извори се зона на строга заштита под национален парк. Таму човек не смее да згази. Човек не смее да згази во таа зона. Таму има кафани. Таму имаме платформи. Значи Светинаум го направиме како на Дунав, сплавовите на Дунав. Или уште некоја значи со едно строга заштитена зона со некој културно природно наследство, па и културно наследство, така да се однесуваш, мислам дека го нема. Кој го дозволува тоа, Талевски? Парите го дозволуваат. Црквата, државата, тоа јас тука знам тоа името на Македонска православна на МПЦ. Да, црквата е тука. Меѓутоа црквата е пари, пак. Ако на црквата, ако црквата не успеала да собере
сега не мислам да навлегуваме во една друга тема, ради тоа што ние на Охрид, во Охрид не знаеме да понудиме, да направиме приказна за Охрид. Често пати ја кажувам една вистина, дека смо Васили Островски или Острошки во Црнагора. Да, 50 милиони евра сопира во текот на годината. Да. Нашиве сиве 365 цркви, јас не верувам дека милион евра немаат. За остаток за градов. Тоа се остаток за Република Црна Гора. 50 милиони евра. Само како дамок. Република Црна Гора као, значи тука возила, сите тие оние што се таму, ако сте биле, сите оние пропратни елементи што одат догоре. Да. Значи ресторани, тезги, сувенири, таму има секој ден има по 1000 посетители. Добро, да, го сметаат како трето место по светост во Па православието. не, направиле приказна. Да. Не, направиле црногорците, направиле приказна. Да, точно. Реалник во однос на заштитата на крајбрежието, вие како сектор за животна средина, што превземате? Им давате ли, дали од вас треба дозвола за градби која се гради во крајбрежие? Треба ли секторот за животна средина да даде свое мислење или некакво одобрение? Не, све оди преку Министерство за животна средина и Национален парк. Тука надлежност. Галичица, не. Значи немате никакви надлежности во однос на урбанизацијата на крајбрежието? Не, тоа е све преку Министерство. Преку Министерство, ама кога ќе се донесува некој урбанистички план, во зависност од тоа дали тој план има некакво влијание врз животната средина, мора да се изработи стратегиска оцена за животната средина за тој план. Така. Тука е вашето учество, да речем. Пред да преминеме на последниот дел од нашата емисија, кој што е посветен на депониите и речи се сите и диви и нелегални депонии кои што за жал ги имаме во овој регион на вистина на број, сакала да поставам едно прашање од жителка која што ме замоли да го поставам ова прашање. До вас е ова, господи Раоник. Значи од населбата Бејбунар реагира и прашува зошто се дозволува во една населба во градот Охрид да има толкава голема дива депонија. Вели станува збор за хорор за сите ние кои што живееме во оваа населба. Се чувствува страот на смрдеа на изумрени животни и ѓубриште во населбата Бејбунар. Станува збор за некоја дива депонија. Дали сте запознаени со овој случај? Таа депонија е веќе подолг период. Пред се, знаете, сите диви депонии се настануваат заради несовесните граѓани. Комуналното предпријатие Охридски комуналец на секоја пријава и на која се работи за дива депонија излегува на лице место и ја санира, но после извесен период продолжува натрупување на див отпад на истата локација. Во соработка со Министерството за животна средина се изврши расчистување и санирање на дивата депонија на местноста Мауцкер и од тие причини ние сега како локална самоуправа бараме средства затоа што се работи за таму голема количина на отпад, бараме средства да ја санираме и таа депонија. Од друга страна, таа депонија можеби е и заради тоа што не постои урбанистички план за самата населба. Знаете, кога ќе има урбанистички план, ќе се изградат сообраќајници, патишта, ќе се уреди просторот така да и граѓаните нема да има простор да го фрлат отпадот. Значи страотно ниска свест, еколошка. За жал. Со години се зборува за свеста на граѓаните во врска со екологијата, ама мислам дека навистина сме уште на многу ниско ниво. Дива населбата? Не е укинат е планот. Укинат план. Во моментов се изградени само тие кои до зградите кои што има дозвола. Има дозвола за градба, после се укина и дел се изградени сообраќајници, ама дел не се. И сега планот е во статус-кво. Така. И се додека не се реши тоа, граѓаните значи не може ни да очекуваат дека ние како општина се надеваме ќе обезбедиме средства за да се расчисти, но сепак морам да апелирам на граѓаните до свеста нивна. Најчесто дивите депонии ги прават жителите на самиот локалитет, во близина значи на куќите кои живеат. И тоа е проблемот најголем. Ако смеам. Слободно. Значи се согласувам во целост дека имаме многу ниска еколошка свест како граѓани,
како нација, не само во Охрид и во Струга. Да, не само во нашиот регион, така во цела општо. држава. Но тука гледам пропуси на институциите. Наш предлог е во иднина да се засили надзорот и не само надзорот, туку да се зголемат и казните за оние кои што создаваат или фрлаат отпад на место каде што не е предвидено. Со тоа што би се зголемиле казните и не само да се зголемат казни, туку и да се врши и конфискација на возила со кои што се депонира. Така. Па да видиме тогаш дали некој би се осудил да прави тако нешто, дури да се стави на ниво на кривично дело. Че да се одговара и со казна затвор за така. Така, тогаш може би се вовело ред. Казни има сега, меѓутоа веројатно се мали, па она имаше еден предлог, ако те фатат нешто таков прекршок, па оди зачисти, сите се пишеа као одат чистата, во суштина никој ниту одеше, ниту чистеше. Значи тоа е тоа. А од друга страна пак и комуналниот инспекторат, имаме ние комунални редари, така, зошто не слушаме за казни? Во еден период имаше, многу често читавме, ние имаше во еден билтен ни праќа, како новинари добивавме толку казнети лица за фрлен од пушок, толку за ова, толку за сега, веќе тоа не го ни слушаме. Тоа е исто така посебна тема. Наш предлог беше да се направи едно посебно јавно предпријатие на ниво на држава. Значи, Така. дали тоа би се викало не знам, комунална полиција или комунална инспекција. Така. Значи да се основа едно такво предпријатие, дали како посебно тело или во склоп на јавни На општината или предпријатија, на јавните општината, предпријатија, така. кое што ќе имат за должност исклучиво да врши надзор во одлагањето отпад и соодветно да ги казнува граѓаните кои што не постапуваат. Така. Раоник, имате ли информација колку комунални редари има во општина Охрид? Затоа што знам дека секоја општина има двајца или тројца, повеќе не се. Ние мислам дека имаме 10 и еден инспектор. Па имаме, значи не е некоја мала бројка. Тоа е убава бројка, но казни немаме, значи пак тука имаме проблем. А инаку со околу загадувањето на воздухот. Талевски, дали слушнавте дека во изминатава зима имавме, за прв пат видовме ние Охриѓани, може би затоа што за прв пат и се поставија мерни станици, видовме дека и воздухот е загаден во Охрид. И тоа 6-7 пати и повеќе од дозволеното. Искрено не знам од каде тоа загадување, пошто во Охрид ништо не работи. Мислам како оджак кој што чади. Освен граѓани, Освен што да- се греат. Да, мислам дека е многу мал бројот на веќе на граѓани кои што се греат на дрва или на такви фосилни горива. Најверојатно е тоа што Охрид стана Скопје во смисол на движењето на воздухот. Значи ние немаме од езеро кој што порано беше онај стрмец да дувни да ја да го исчисти изградените воздухот згради. преј лете и зиме. Сега сето е направен Скопје, не го вика Скопски зид, ние ќе го речеме Охридски зид, тоа што сите се почнувајќи од брегова линија па према град, почнуваме со објекти кои што се некаде, иако се по закон 12, скоро 13 метра во прва линија. Мислам дека после се доградуваат спратчиња па за лифтови и едно друго, така да сите стануваат некаде над 15-20 метри, значи нема движење на воздух. И затоа онаму каде што имаме горење на загревање на домовите со дрва или со чумур, мада чумурот мислам дека исфрлен употреба. Дрва претежно, Барем во не се ни користи најверојатно. Меѓутоа се чувствува мирис, се чувствува оној смок што е карактеристичен за Охрид. Не се сеќам дека имало некои големи магли, утрински магли во Охрид. Не, но се осеќа навечер, се осеќа така загадено, зачадено, веќе не е тоа што беше, ние најмногу се фалевме со тоа, нели, најчист град. Има еден друг проблем. Онам кој што се сечат дрва, не се садат, секогаш воздухот ќе биде таков. Овдека само се гради, се сечат дрва, се уништуваат паркови, се уништува зеленило, а никој ништо не засадува. И тоа што едно дрво да израсте да биде као иако во законот за зеленило, ако не се лажам, за едно пресечено треба 15 да се посадат. По зависност од димензијата. Во зависност од димензијата на ширината, да речем, на самото стебло. Така. Не знам, може би никој не рано дали се почитува тоа. Ајде, И то во некој близок реон, не да се посади на Така, овде Галичица. се сечате на Галичица да се да речем садат. Дебелополе. Така. Раоник, ви во однос на ова прашање, во однос на Па, воздухот?
Генерално, за да се намали загаденоста на воздухот, мене ми е тоа професија, јас сум за да се зголеми бројот на парковски површини. Следењето на дрвото, што го каже и господинот Талевски. Законот за урбано зеленило предвидува 25 метри квадратни по жител при изработка на урбанистичките планови и 20% од градежната парцела, што не е малку. Сега треба да ги прашаме урбанистите. Прашање е колку се почитува законите на вистина се направени како од друга страна во Охрид е малку специфично, ние немаме нови површини кои се во собственост на државата, све се повеќе на приватни собственици, а никој од приватните собственици не сака да гради парк на својата површина и тука настанува проблем. Секој сака зграда и то што поголема квадратура, да не се остава простор за ништо. Да. Нашата последна тема вечерва е депониите. Таа е можда и најжешката тема и јас ја оставив вака за на крај. Кајто во Струга клучниот проблем на вашиот град е токму таа дива депонија која што да не речеме и во самиот град, некои викаат и во центар на градот, на вистина страутна и локацијата, но и самата депонија. Лани имавте такви проблеми, такво гушење, постојано реагиравте, превземавте мерки. Каква е состојбата сега? Еве немаме прочитано да има некој така поголем проблем, но зима е, па нема палење. Што се случува сега на депонијата? Имаше најава дека ќе се транспортира дел од отпад. Каква е состојбата таму? Имате информација? Добро, за дивата Струшка депонија најверојатно ќе треба да направиме некоја нова цела емисија која ќе посветиме на тоа. Затоа што имаме навистина многу што да зборуваме. Да. За жал, дивата Струшка депонија е огромен проблем, не само за општина Струга, туку и за регионот пошироко. Така. И токму овој проблем ме натера да се занимавам со прашања од животната средина. И како адвокат, обично одам од аспект на правото. Так. При разгледување на ваквите проблеми, па така да, јас само ќе споменам дека здравата животна средина е регулирана како уставна вредност и во Уставот на Република Македонија. Значи, тука е утврдено дека секој има право на здрава животна средина. А тоа е член 43. А во став 3 од тој член е наведено дека Републиката обезбедува услови за живење во здрава животна средина. Дивата Струшка депонија не исполнува ниту еден стандард за истата да можеме да наречеме легална или безбедна. Таа го загадува градот и околината од повеќе насоки. Преку подземните води директно го загадува Охридското езеро и реката Цандрим. Така да, последните случувања со депонијата се дека е изградена таа транспортна станица. Требаше отпадот од поодамна веќе да се транспортира во безбедна депонија. Буково мислам дека... Не, едно време се разговараше да се носи во Дрисла, во Скопје. Имаше и такви варијанти да се носи во регионалната депонија во Елбасан. За жал, Елбасан се, мислам Албанија, поточно Елбасан се многу понапред од нас. Да, имаат современа депонија. Современа регионална депонија. Да. До сега ништо не е превземено од страна на надлежните, поточно од општина Струга, беше кажано дека не е дозволен пристап до депонијата во Дрисла, а добивме и став од депонијата во Дрисла дека никој од надлежните не се обратил за да се депонира отпадот таму. Тоа значи дека отпадот се депонира уште таму. Се уште се депонира отпадот таму, иако пред скоро 2 години се донесе одлука која што имаше итен карактер за изградбање на таква транспортна станица и за транспортирање на отпадот во депонијата во Дрисла, односно во безбедна депонија. Најново е тоа што средства се уште има за транспорт на отпадот, но најново е тоа што добивме информација дека од страна на градоначалникот е побарана дозвола да тие средства за транспортирање на отпадот да бидат пренаменети за некои други цели, за нас непознати. Сметаме дека ваквата постапка на градоначалникот е неоправдана.
воопшто не консултирана со граѓанскиот, односно со невладиниот сектор. Сме против едно вакво пренаменување на средствата предвидени за транспорт на отпадот. Ќе видиме, тоа е уште една од точките со кои што сакаме да разговараме со премиерот. Сметаме дека со една директна вклученост на државниот врв за оваа работа, поточно на премиерот, дека за брзо време може да се среди недоразбирањето помеѓу депонијата во Дрисла и општинските власти. Стравувате ли дека ова лето ќе се случи истото што се случуваше лани? Со оглед на тоа што не се превзеле мерките кои што беа предвидени. Ако таму се депонира пак отпад, значи има можност пак за појава на гасови и за самозапалување. Да, значи депонијата сега и во обем е дополнително зголемена. Сметам дека нема да има спалување, бидејќи не се ближат избори. Моje лично мислење е дека спалувањето пред скоро 2 години беше од чисто политички мотивирано, се уште не расчистено. Намерно се палеше, значи на неколку наврати ние имавме информации од страна на пожарникарите кои што погаснеа оганот дека имало гуми, со гориво било палено, па и фактот што во многу краток период во огромни размери се спалуваше депонија. Не е спорно дека има гасови кои што може да се запалат, можно и самата депонија да се запали од отпадот кој што се фрла, кој што е разновиден, значи нема никаква селекција на отпад. Така. Моje лично мислење ова така. Така, апсолутно. Единственото одржливо решение за проблемот со дивата струјска депонија го наоѓаме во изградба на една регионална модерна депонија. Која што се најавува која што веќе подолго време се најавува. Ги знаеме кои се тековните проблеми, имаме проблеми за определување на локација за една таква регионална депонија. Што вие мислите за Годивје? Јас имав можност да присуствувам на една од презентациите кои што конзорциумот го имаше во општина Струга за изградба на регионална депонија. Сметам дека локацијата е определена врз основа на научни параметри. Јас не сум стручен да кажам дали тие научни параметри се точни или не, но ни беше кажано дека од нивна страна се изградени други такви депонии во земји од Европската Унија. Дополнително проектот беше финансиран од страна на Европската Унија и што е финансирано од нивна страна, значи сепак мора да биде изградено по соодветни стандарди за да може Европска Унија да ви даде европски пари за да го изградите тоа. Јас вината, мислам, граѓаните со право се бунат, се спротивставуваат на ваквата идеја, од причина што истите не се доволно информирани за изградбата на регионалната депонија. И не веруваат на институциите дека ќе биде таква депонија како што се најавува. Реално во Република Македонија се импровизира за многу работи, па со право жителите на Дебарца сметаат дека имаат определена резерва. Но доколку владата се вклучи директно во решавање на ова прашање, како што впрочем беше интензивно се вклучи во решавање на проблемот со името, значи да го посветат истото внимание и енергија на ова прашање, јас сум сигурен дека во рок од 6 месеци ќе имаме определена локација и не само тоа, дека ќе почне со изградба една ваква регионална депонија. Иначе би сакал да дополнам само дека во контекст на ова, кажавте вие дека во Струга имаше загадување од енормни размери, кое што директно се влијаеше врз здравјето на луѓето. Точно. Имаме неофицијални податоци за заболени за зголемување, енормно зголемување на заболени од карцином. Се зголемија во голем број и компликациите кај бремените жени. Тоа се страхотни податоци. И еве ќе искористам приликава да пренесам дека нашата канцеларија спрема и соодветни тужби во овај дел кои што би биле први од таков вид во Република Македонија со оглед на тоа дека имаме уште еден парадокс. Ако Република Македонија, односно градовите во Република Македонија се први во загадување во светот, во аерозагадување, да. Во Македонија ние немаме ниту една тужба против државата
за таквото аерозагадување. Иако претходно ви кажав дека самата република треба да обезбеди услови за здрава животна средина. Би било Од тука директен произлегува нејзината одговорност. Така да и ние како правници, како адвокати имаме една обврска да се бориме за општото добро и на овој начин со поведување на соодветни постапки против државата, против надлежните општини, да ги натераме надлежните да си ја вршат својата работа. Така. Талински и Буково е дива депонија за која што уште од 2009 година се смета како високоризична и се бара нејзино укинување. Значи се бара соодветна депонија. Што мислите вие? Ете и во Струга имаме депонија. Каде го гледате излезот од ова? Буково сакале нечере, ние до крајот на 2020 година мораме да ја затвориме. И не само да ја затвориме, и да ги санираме можните штетни последици кои што таа ќе ги прави и понатаму. Значи тоа е заклучок на УНЕСКО. Значи во овие година и пол што ни преостанува до декември 2020, ние мора да го решиме проблемот со отпадот на Охрид, Струга. Така. Депонија во село Године. Мислам дека несречно избрана локација за мене, како биолог, како еколог, како човек кој што 30 години работи на заштита на животна средина или на проучување на природа, е тоа што проблемот само се пренесува од едно сливно подрачје на друго. Значи, од сливот на Коселска река се префрламе во сливот на Сатеска река, која е уште пострашна, ради тоа што Сатеска и во моментот ваква каква што е рак рана за езерото. А уште, ако се стави една што го рече Ќато, значи ние не сме сигурни дека тоа што се планира ќе се изгради. Тоа е проблемот. Јас прв ќе потпишам ако некој ми гарантира дека капка нема да протече низ таа наводна непропуслив слој, дека нема никакво, меѓутоа таму не се направи никакви истражувања, нити педолошки, доште мислам некои експерти направиле десетина, 15, 20 сондирања на плото кај што треба се гради. Нашле добар терен, значи каде што не треба многу да се интервенира. Нашле блиску сообраќајници, рето што тоа е, не знам, блиско е до патот према селото Годие, блиско е до магистралниот пат Охрид Кичево. Блиско е на сите општини и што се во околината. Така да тие решенија им се решени. Тоа е скроз решено. Значи патна инфраструктура, ефтино земјиште и тоа е она што најверојатно ги било предност на таа локација. И тоа да носите во општина која што е најмал произведувач на ѓубре, значи има некаде Дебарца во моментот можда нема ни 10.000 жители. Вика дека 17 ги има, мислам дека нема. Не, последните бројки дека има 4-5.000 жители. Тоа уште пострашно. Значи да носите отпад од Центар Жупа, од Дебар, од Струга, од Охрид, од Кичево и од Македонски Брод, мислам. Да. Или беше од од Македонски Брод. Да носите од 6 поголеми произведувачи на ѓубре на отпад, да не го речам ѓубре, на отпад да носите во општина која што најмал продуцент на отпад произведува, кој што намерите на тоа население е да барем она земјиште кој што значи Дебарца плачи во наводници кажано за производство на здрава храна. И сед ако однесете таква депонија, не би една рекол депонија, санитарна депонија или фабрика за преработка на отпад, ќе падне имиџот прво ќе падне имиџот на ова. Второ, мене никој не може да ме убеди дека таа ќе биде толку сигурна да нема пропуштање на без разлика што вашата гостинка убедуваше Ана државниот секретар дека тоа ќе се гради по сите европски стандарди. Дризла работи веќе 30 години како или 20 години како санитарна депонија, и тоа не е санитарна депонија. Не е санитарни, да. Има, значи имаме печка за согрување на медицински отпад на Дризла кој што не работи веќе 3 години, 4 години. Значи се пали безмилосно, а тоа сето се канцерогени од гасови кои што се испуштаат. Мислам дека несериозно, многу несериозно се премина, онака наврат на нос се премина
Без консултации, без обсежна консултација. анализа. Чак јас си реагирав, јас бев на прво јавната расправа беше несоодветно водена. Не може јавна расправа да се води во кафана. Апсолутно. Првата јавна расправа во Дебарца се водеше во ресторанот на бензинската, не знам како се вика на бензинска мешеничка. Апсолутно несоодветно Значи така. две јавни расправи, третата јавна расправа се водеше овдека со многу лоша информираност, не била на министерството, не била на општина. Третата јавна расправа се водеше во Струга или беше завршна јавна расправа, не се сеќавам. Хидробиолошки завод испрати негативно мислење, тоа не беше предочено, нити беше ставено. Значи едноставно мислам дека Игнорирано. да, игнорирано беше прашањето од институција која што е сепак задолжена да се грижи за Охридско езеро. Така да мислам дека она што го рече Ќато, може би тој е некој политички дил. Значи, ради тоа што мислам дека реонот на Тајмиште, мислам дека се вика термоцентралата, рудниците, дека има таму една Осломе, да. Дека се вика Кичевско, да. Дека има многу добра основа, многу добар простор каде што може да се направи таква санитарна депонија кој што нема да има никакви штетни влијанија. Мислам, јас ако не се лажам, за Битолскиот регион е одбрано Новаци, село Новаци прифатира и тоа што во рамките на Новаци е рекомбинатот Битола. Така. И таа, најверојатно таа, предпоставам дека отпадот што ќе се собира од јужен регион, мислам дека тој, ќе се носи во некои од тие јами кои што се прават при искупувањето на рудата за снабдување со река. Се поврзане, така. Што мислите вие, Раоник, за депонијата? Имате ли ваш став? Јас мислам дека ние крајно време треба да отпадот го гледаме како суровина. Значи во сите да речам понапредни средини од нашава во однос на управувањето со отпадот не се смета за ѓубре, туку се смета за суровина. Затоа што преку примерна и секундарна суровина на самиот отпад се добиваат финансиски средства одредени. Исто така органското ѓубре може многу лесно да се користи, да се преработи во компост и да се користи во земјоделието како прихрана на земјиштето. Можда е потребно ние како држава, како општини да поработаме малку повеќе на начинот на кој што го прибираме отпадот. Значи да се ориентираме населението, да го мотивираме отпадот да го селектира уште дома. Значи така е најлесно. После доаѓа секундарната селекција, па тек онај многу мал дел од отпадот што не може да се селектира треба на некој друг соодветен начин да се преработи за да може и тој да се користи. Значи она што треба да се депонира треба да биде сосем мал дел кој нема да ја загадува животната средина. Така. Телевски, едно прашање, знаете дека и на Мауцкер се предвидува изградба на фабрика? И тоа е блиску до езерото. Не, на Мауцкер, ако станува збор за изградба на фабрика за отпад, тоа го најави. Не. Значи вака, ако станува збор за регионална депонија, на Мауцкер значи имаме 6 претоварни станици. 6 претоварни станици и тука ќе се врши некаква, ако не се лажам, некаква си селекција на отпадот. Да. Значи тука е првата селекција на отпадот е тука. Значи пластика, метал, едно друго, сето што она што треба да се селектира. Меѓутоа ние за тоа треба да имаме 5 контейнери пред зграда. За пластика, за хартија, за метал, за едно, за друго. Да, ние се уште во странство отпадот се плаќа по волумен фрлен. Не се плаќа по ние ќе наполниме кесите со празни шишиња. Денеска сме пијале, да речеме, сме испиле 5 литри некакви си газирани или негазирани пијалаци и нити ги стискаме шишињата, нити не ги затвараме во најлочи, ги фрламе во било која од да има кај нас контейнери, тоа е. Значи прво треба да се направи она што го рече госпожа Раоник, да се направи прво тука треба да се подигне свеста на луѓе. Значи да се врши селекција уште од дома, кој ќе стигнеш пред контейнерите за едно, за друго, за трето, тука да не може во
камионот што оди за Буково моментално да има и железо и пластика и Све. градежен шут и што нешто што не мислам. Така да тоа не се Нема да е фабрика. Не, тоа се претоварни станици кои што секој од овие 6 града мора да ги има и тука ќе се врши као првата селекција. Меѓутоа Колку е тоа реално? Па реално е, ние како општина започнавме постапката за изготвување на планска документација за самата локација, пошто тоа е малку подолготраен процес и се надеваме дека до финализирањето на локацијата ќе се знае на која локација ќе се гради и онака и самата изградба на депонијата, таа што ќе биде санитарна е долготраен процес. Но барем ќе се намали на јавното предпријатие, ќе му се намала транспортните трошоци што во моментот ги им се големи, затоа што како што знаеме депонијата Буково е на 25 километри од градов. Отпадот таму ќе се собира во поголеми контейнери и со еден поголем камион ќе се врши транспортот на отпадот до депонијата Буково. Така. Повеликето сакавте да кажете нешто? Да, моje лично мислење е дека граѓаните имаат определена свест за селекција на отпад. Единствено што недостасува е инфраструктура за таква работа. Ние се обидовме да спроведеме еден проект за селекција на отпад, поточно селекција на пластика во сите домакинства, но самиот проект, да речам, не успеа, дел поради неажурноста на комуналното предпријатие, но и поради тоа што буквално немаш инфраструктура. Значи, таа примарна селекција во домакинствата, дури да се изврши, еве да речеме, се селектира пластичниот отпад, кога од домакинствата ќе се остави отпадот во контейнер за понатаму да се одлага, тоа повторно оди на депонија каде што има секаков друг отпад. Значи, моje лично мислење треба да почнеме од регионална депонија, од транспортните станици, односно претоварните станици и понатаму да се оди со инфраструктура, односно ставање на тие посебни контейнери за селекција на отпад, за да имаме целосно функционирање тој систем за селекција. Во делот на определување локација, наш предлог е значи владата да ги превземе ингеренциите за определување локација. Нормално во постојана комуникација со локалното население, со информирање, како што кажа Талески, тоа мора да биде извршено на еден начин транспарентен, каде што ќе бидат објаснети сите грижи на локалното население во врска со изградба на една таква регионална локација и за тоа да бидат дадени гаранции директно од највисокиот државен врв. Значи, и буквално да се одговори на секоја грижа која што ќе ги мачи на локалното население, онаму каде што ќе биде определена локацијата. Што, Талевски, ако не успееме до 2020, кажавте, крај мора да се... А што ако не успееме? Видете кај сме заглавени, ево сме така, уште малце останува. Што ќе правиме со депониите? Ако не се најде локација и ако не се изгради? Искрено не знам. Не знаете што? Тука се има платени... Роковите се пролонгираат. Ќе се пролонгираат роковите, мислам. Тоа сме ние научени, че знаат уште една година, уште две, додека не се угушиме самите во сопствениот отпад. Ако може, значи немаме алтернатива ние. Значи мора да бидат направени тие регионални депонии. Да, локацијата е спорна, не локацијата мора да се пресече во тој дел. Значи нема општина, нема локално население кое ќе дозволи во нивна близина да се гради регионална депонија. Значи тука мора да се пресече. Да, самата помисла и одноето не е зошто кај нас. Тука е потребно лидерство и тука е потребно да се пресече локацијата. Нормално таа локација да биде определена врз основа на научни параметри. Така. Немаме друга алтернатива. Според неофицијални податоци во Република Македонија месечно умираат 4 луѓе поради загадена животна средина. Аерозагадување, загадување од диви депонии. Навистина, значи, алармантни податоци. Немаме друга алтернатива на ова. Да, мора да се реши, тоа е главниот проблем. Ете, за крај... Едноставна математика. Значи, ако
Дебар да дојде и центар Жупа да стигнат до депонијата се некаде околу 130 километри, ако не се лажам. Кичево да дојде до таа депонија Македонски Брод се исто така. Единствено на најблиску му е на Дебарца. А Дебарца нема што да фрла во таа депонија. Добро, зато се предвидени изградба на претоварни станици. Не, во ред, сето нема да се вози ѓубрето до депонија. Втора работа се повикавте на уставот. На почетокот, Ќато, граѓаните на Дебарца излегоа на референдум и се спротивставија на изграда на депонија. Значи референдумот како изјаснување, граѓанско изјаснување мора да се почитува според устав и според закон. Значи, друго е што кај нас не се почитуваат и референдумот за Валандово или за Гевгелија за изградба на рудниците на смртта, така да политичкото одлучување е многу лошо. Значи, не можеш на некого да му натовариш или да му наредиш да во твојот двор, во твојата нива, во твоја близина се изгради. Значи, мора се подига јавната смес. Зошто да не се изгради, да речеме, јас сум за или префрлање, значи не во сливот на Сатеска. Може и во сливот на Дрим, некаде под Глобочица, ако има простор, под браната Глобочица. Може и од другата страна на пресека, значи во тоа Македонски Брод. Треба и тој аспект да се гледа кога се гради. Обсежни анализи, истражувања со не може со 10 на 15 дена да се прави студија која што кошта, не знам точно колку кошта, мислам дека десетина милиони евра. Добро, 2 години работеа студијата, не се 10. Јас можам да работам и 4. Да, проблемот за нашиот југозападен плански регион е што ние сме сливно подрачје на повеќе реки. Тоа е проблемот. Најверојатно тие не го низеле во тоа предни, дека доаѓаат во УНЕСКО подрачје, дека тоа е од изворено светско значење едно и друго. Муабетот ми е, значи мора сите тие работи да се земат во предвид за да се одлучи каде ќе оди депонијата, каде ќе се гради таква централна депонија или централна санитарна депонија, за да бидеме сите задоволни. Иначе со наредби, со централистички наредби, мислам дека тие веќе не врват во оваа држава. Значи, толку е јак граѓанскиот сектор, толку се освестени луѓето што нема да дозволат по никоја цена. Ако не се не може. Луѓето се освестија со СОС Струмица или СОС како беше против тоа, веќе рушат меѓународни корпорации кои што сака да градат овде. Веќе ова стануваме ние да не ја менуваме темата, стануваме место каде што секој доаѓа да спечали си замени. Имавме уште прашања, но толку е времето, јас ке морам да кажам дека се ближиме, се дојдовме до крајот на денешната емисија. Ви благодарам многу на тројцата што бевте учесници во оваа дебатна емисија. Почитувани гледачи, вам ви благодариме на вниманието. Прашалник, бидејќи е време за прашања. Довидување.